You hear the This week got me feeling naughty. Come on. Се што почнало, мора и да заврши. Но кога успешно завршува, на сите ни е мило. Тука сме на прагот, на крајот од втората сезона на Gentleman Magazine. Емисија која што се труди, емисија која што се бори, емисија која што учи, емисија која што инспирира. Помина многу гости, многу успешни приказни, луѓе од кои што навистина може да се научи. И се надеваме дека сите тие приказни ќе останат многу после нас да ги инспирираат и младите генерации како се станува джентлмен, односно како се станува подобар човек. Денес за последната емисија на оваа втора сезона имаме еден гостин кој што вас на јавноста ви е многу добро познат. Човек со кој што имавме два обиди да имаме успешно интервју во Gentleman Magazine. Не успеавме, се надеваме дека трета среќа ќе направи многу за тоа интервју да биде успешно. Ќе ве оставам да видите за кого станува збор, а вие уживајте во Gentleman Magazine. I always love you more. It's been so wonderful with you, girl. Многу ме нервира кога сакам да гушнам убаво и секси човечко суштество и секогаш завршувам со главата во огледало. Се удирам, но еве конечно имав таа прилика. Мило ми е што се сретнавме и го направивме тоа овде. Се надевам дека конечно ќе можеме разговорот да го извозиме онака како што доликува на двајца реализирани джентлмени кои што својот пат на джентлменството нели го трасирале онака како што треба. Па Жарко, добар ден, добре ми дојде и како си? Честа е голема и за твојата најава за мене можам да кажам дека навистина мислев дека нарцисот се Ете, гледаш, од трема голема, кога си ти тука не можам да зборувам. Мислев дека нарцисот е цвеќе, но сваѓам дека нарцисот може да има облик на човек. Така да околу тоа, а како сум се чувствувам, навистина се чувствувам фантастично, затоа што ете конечно по трет пат можам да кажам сум гостин во Gentleman Magazine во овие 2 години ако не се лажам и навистина можев да научам многу работи за тоа што е джентлмен, како се станува джентлмен и како се води тој пат кон джентлменството или како што ти љубиш да кажеш се трасира нели тој пат. Добар ти е зборот. Нов ти е, така звучи странски и да не навлегувам натаму, мислам дека навистина честа е голема што сум овде. Да не должам, се чувствувам фантастично. Фала ти. Мило ми е што ги слушам овие работи. Знам дека си човек кој што сака да филозофира, имам гледано и на други места. Ме интересираше тоа како си ти внатре лично, а за емисијата ќе ти го поставам второто прашање, ќе ми кажеш сега како. Што мислиш за емисијата всушност? А второто прашање ми гласи вака, морам да се држам до сценариото затоа што ние сме нели сериозна продукција. Знам дека си еден од нашите најголеми фанови и како што кажа, не пропушташ ниту една емисија. Кажи ми, од овие 2 сезони, што успеа да научиш, односно што тебе ти остави најголем впечаток за джентлмените во Македонија и за джентлменството? Многу работи. Навистина емисија со широка лепеза, со голем број на гости, каде што можеше да се чуе, да се види и навистина да се научи за животот. Можеше да се научи за тоа како се станува човек, може да се научи за тоа како да се биде джентлмен, што е една многу комплексна работа. Не знам дали ќе ме прашаш понатаму, но еве ќе ти одговорам уште сега. Го користам терминот джентлмен, а што е джентлмен? Джентлмен според мене пред се треба да е реализиран човек, па понатаму се останато и джентлмен е state of mind, односно состојба на умот. Говорам добро и англиски ако можеш да чуеш. И мислам дека пред се треба да го градиме човекот во нас за да станеме джентлмени понатаму. Се учи во емисијата за добри манири, се учи во емисијата за тоа како другите стигнале до таму кај што стигнале. Јас секогаш викам дека и ти тоа го кажуваш во твоите емисии, дека човекот може да научи оноку колку што сака да украде. Кај тебе во емисија поминале многу гости, се кажале многу работи за искуствата на другите луѓе како успеале, затоа што сите биле успешни, нели? И мислам дека ќе си ги прегледам сите емисии уште еднаш за секогаш да се потсетувам на тоа како се станува и останува джентлмен, затоа што нели како кажале
паметните луѓе порано на латински јазик за да звучи попаметно, репетициум est mater studiorum, односно повторувањето е мајка на знаењето. Добар материјал, многу емисии и навистина може многу да се научи. Да, еден од најверните ваши фанови. Точно. Одлично. Морам да кажам дека гледам голем напредок кај тебе и тоа ми е навистина мило и твојот аутфит и сите тие манири и сите тие работи што јас ги зборував во емисијата и во школите за џентлмени, нели гледам дека си ги применил и ќе ти кажам едно огромно браво, но една работа што никогаш не ти успеа, тоа е дека не успеа да станеш водител на Gentleman магазин. Знам дека тоа ти беа амбициите. Па еве, напоменав дека сме нели на крај на втора сезона. Дали може би мислиш дека доколку би имало трета сезона на Gentleman магазин, ти би бил спремен да ја одиграш таа улога? Па вака, прво морам да кажам дека седејќи вака овде во овој аутфит се чувствувам пред се како Ал Пачино во вториот дел на Кум, кај што се носеше така и ти благодарам за оваа фотелја што ја побарав да ми одговара со аутфитот, си го обезбедил тоа. Јас мислам дека кога ќе го гледам ова наше интервју и луѓето кога ќе го гледаат, сами ќе кажат дека јас сум подобар водител во одговорите него ли ти во поставувањето и водењето на муабетот, затоа што нели да си водител треба да го водиш муабетот, ти некако не го водиш муабетот, него само поставуваш прашања. Така да јас мислам дека подобро го водам муабетот веќе сега од тебе, а мислам дека конечно ќе станам доколку има трета сезона Gentleman. Мислам дека би било штета да нема, но доколку има и јас ќе бидам тој водител што ќе ги води луѓето низ џентлменството, мислам дека тебе ти е време малце да се одмориш и да си се пензионираш од водителството. Јас ќе ја превземам таа улога и да, се гледам, си го визуализирам тоа и мислам дека конечно ќе се случи тоа. И народот во нашата Македонија ќе може да ме види таков како водител на Gentleman магазин сезона 3, затоа што и 3 ми е омилен број, затоа што сум и човек кој што верува во нумерологија и мојата религија тоа ми го наложува и мислам дека 3 е убав број и 3 е добар и фреш старт за нов водител, односно јас да бидам водител на Gentleman магазин, се извинувам ако многу зборувам, но така ме инспирираш. Ракавицата е фрлена во ред. Се надевам дека ќе има и трета сезона, да те видиме тебе, дали ти навистина можеш да бидеш подобар од најдобриот, но ајде, отом потом. Ако мислиш дека си спремен, кратко блиц прашање. Колку гости поминале во овие две сезони? Имате снимено 108 емисии, тоа сум сигурен. Ти лично имаш снимено 98. Имаат продефилирано па околу 100 гости. Така. Точната бројка нема да ти ја кажам затоа што правевте без тоф емисии кога сте биле без гости, па емисии кога си бил само ти со најави, со одјави, кога сте имале едукативни емисии. Значи околу 100 гости, да не се вртам во круг. 108 емисии, 108 прекрасни приказни, 108 нови научени лекции. Затоа што секој еден гостин на прашањето твое што е тоа Gentleman, сите одговараа некако во свој стил, во свој манир. Секој има свое гледиште на тоа што е Gentleman и како се станува Gentleman, и својата приказна луѓето ја раскажуваат во твојата емисија од еден друг агол, од еден друг аспект. Така да околу 100 гости, точно 108 емисии. Кога те слушам како зборуваш со вакви инсайдерски муабети, имам чувство дека зборувам со продуцентот на емисијата, а не со потенцијалниот водител на трета сезона, но можам да кажам дека сум навистина изненаден и напредуваш. Еве уште едно блиц прашање. Ако толку многу знаеш информации и навистина е така, околу 100 знам гости на што биле, алудираш, точно. еден помалце, еден повеќе и со сите тие без тоф работи правени. Дали се сеќаваш на сите мои отворам наводници школа за џентлмени, затворам наводници, дали се сеќаваш на сите тие школи и дали нешто ти оставило посебен впечаток? Или можеби сакаш да погледнеме некој, да одмориме, па потоа да ги коментираме? Алудираш на школата за џентлмени, така е, тоа е нешто што навистина ми остави добар впечаток, добра идеја. Поздрав до екипата што го смислила тоа, затоа што сепак емисијава е забавна, но е од едукативен карактер. Школата за џентлмени е навистина успешен проект што сакам да се продолжи, што би сакал да го гледам на ТВ екраните, затоа што се учи многу работи. Луѓето можат да научат како да бидат џентлмени од различни аспекти од тоа. Како да се облекуваат, во која прилика треба да изгледаат прикладно со одредената ситуација. Затоа што нели да се облечеш прикладно е да оддадеш почит на манифестацијата или на човекот со кого што одиш да се видиш. Конзумирањето на вино, држењето на чаши, разговорот со други луѓе, користење на речник, бонтон и така натаму. Школото за џентлмени е една навистина
прекрасна работа што вие ја воведовте во втора сезона, што јас би сакал да ја гледам и во трета сезона, со малку повеќе акцент, со подолго траење на самите школи за џентлмени. Научив како да готвам, кои јадења да ги парирам со кое вино, како да се облекувам, кои часовници да ги облекувам со кој аутфит. Значи, комбинирањето и дозирањето на работите во животот можам да го научам и зацврстам со твоето и вашето школо за џентлмени. Навистина ми е драго што во Македонија некој има одвојува време, се труди и прави ваква емисија и го едуцира народот за тоа како пред се да бидеме луѓе подобри, па потоа да станеме џентлмени, односно господа, односно господини, што некој би сакал да го каже, нели, кажувам, генерализирам, луѓе да бидеме пред се, затоа што малку луѓе имаат сватено дека оваа емисија што ја правите вие е и за мажите и за жените. Да, се вика Джентлмен магазин, го негува машкиот пол, но преку тоа секој човек може да научи како да биде подобар човек, и жените и мажите. Една госпоја ми кажа дека со тебе разговарала, те начекала некаде во некој од големите маркети, додека си чекал да купиш месо, и жената ми кажа дека ти рекла дека од оваа емисија таа научила на свој 50 години како да стане подобар човек. И мислам дека тоа е навистина нешто добро и за почит со вашава емисија. Така да, школото за џентлмени е навистина добра работа. Одлично, најави добро, но ќе те замолам да направиш една најава за тоа, па еве после тоа нашиот монтажер ќе ги пушти тие школа за џентлмени. Да, ти благодарам. Да. Повели. Акција. Едвај чекав да ти кажам, фала ти. Да. Може да почне? Да. Почитувани дами и господа, јас сум новиот водител на Джентлмен магазин и сакам да го најавам школото за џентлмени, односно да направиме еден колаж The Best of школа за џентлмени, како тоа се станува џентлмен и како се станува подобар човек, па да видиме што сработила екипата на Джентлмен магазин. Уживајте. Често говорам дека џентлменството е еден вид на изумирање кај нас, но за тоа да не биде така, тука сме ние. Тука е нашето школо за џентлмени и тука сум јас. Non va bene sempre, non puoi far di me ciò che vuoi. Hai combinato. Кога станува збор за облекување, комбинирањето на модните парчиња е клучот за добар изглед. Бидејќи секое парче што го носите треба да одговара со останатите. Постојат 5 видови одела кои што секој маж треба да ги има во својот гардеробер. Секој маж задолжително треба да поседува црно одело. Тоа е според сите правила на голем број модни експерти. Покрај црното се препорачува да имате морнарско сино, сиво, и темно сино или тегет. Не можете да сгрешите. Затоа препорачуваме. Секој маж треба да инвестира во овие неколку видови на одела. Има една изрека, немојте да ги заборавите луѓето што ги среќавате на вашиот пат нагоре, затоа што тоа ќе бидат истите луѓе што ќе ги среќавате на вашиот пат надолу. Музиката од секогаш била најдобриот пријател на човекот. Таа му помага да се соочи со се она кое е неопходно да се помине, но честопати таа е рефлексија на општествениот живот. Според научниците, главната причина зошто луѓето слушаат музика се крие во центарот за награда во мозокот.
Слушањето пријатна музика активира делови од овој регион од мозокот. Како резултат, речиси сите луѓе чувствуваат задоволство кога слушаат музика. Истражувањата покажуваат дека само околу 2% од луѓето не го чувствуваат ова. Без разлика дали сте фан на неповторливиот Френк Синатра, гениалните мелодии на Моцарт, реге звуците на Боб Марли или музиката на Ријана, слушајќи ги хармоничните тонови, вие го релаксирате телото и ја храните душата. Слушањето музика е едно од најчестите хобија и постат милион луѓе кои го започнуваат и завршуваат денот со музика. Музиката е насекаде. Сите ја почувствувале, но само мал дел знаат колкава е нејзината моќ. Таа го релаксира и убива стресот, го подобрува расположението, ги намалува симптомите на депресија, го подобрува здравјето на срцето, ја подобрува концентрацијата, а помага и за подобар сон. Добро вечер, јас сум Елефтериос Алагјоргос, executive chef во ресторан Фор во Парк Хотел енд Спа и вечера за джентлмени ќе спремеме еден тартар бифтек со тартуф. Ќе почнеме со жолчка од јајце и сенф. Пробуваме да правиме еден мајонез, бибер, сол, червен пипер, малце сечкан магданус, и сега го спробувате за да знаете дали ви фали нешто. Ставаме бифтек исечкано на ситно и тоа е исцеден да не ни пушти вода. Спајси мајо и обавезно леп. Потпечена скара. Бон апетит! Нашиот народ многу сака да прави на здравје. Како се прави тоа? За да не се кршат чаши, пред се да е културно и да не е нападно. Кога ќе ги земеме чашите, значи не ги држиме вака, кажав, не ги држиме тука за столбот, тука е најбезбедно и најубаво. Го погледнуваме нели нашиот соговорник, пријател и партнер и викаме на здравје. Со тоа што на здравје правиме со овие средишни делови на чашите, го добиваме овој прекрасен звук на ѕвоно и конзумираме од самото вино. Не би требало да се прави на здравје како што сите прават со горниот дел од чашите, затоа што може да пукне, може да се скрши, да се оштети виното и не дај Боже ние да се повредиме. Значи, доаѓа келнерот, му викаме благодарам, ги применуваме сите совети што ви кажав, ги фаќаме чашите за средишниот дел, завртуваме неколку пати, го погледнуваме нашиот соговорник и му викаме на здравје и правиме на здравје со средишниот дел од чашите. Нека ви е на здравје и вас, драги мои джентлмени во подем. Уживав да ги споделувам овие совети со вас. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. But do that, but buonamani, but do the bat, buonasera, senorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
though it's hard for us to whisper, born and set out with that old moon above the Mediterranean Sea. Жаре, добро бев, добро најав. Одлично. Го погледнавме, си ја земам улогата назад, го погледнавме тоа што го погледнавме. Секогаш кажувам дека Школа за джентлмени е еден навистина добар проект каде што ние помагаме на джентлмените во подем, помагаме на веќе изградените джентлмени да го зацврстат тој термин и да го трасираат патот на джентлменството онака како што навистина доликува. Ова емисија која што се бореше и се надевам ќе продолжи да се бори за видот на изумирање наречен джентлмени, пред се да бидеме луѓе, па потоа да бидеме джентлмени. Го искоментиравме веќе твојот стил, но не само твојот стил, твоите добри манири и твоите навики, дека ти си еден човек кој што гледајќи ја Джентлмен магазин се изгради во една подобра личност и негувајќи го својот стил, го негува и општеството околу него. Кажи ми, дали Джентлмен ти помогна да водиш ти повеќе грижа за себе си, за својот стил, да станеш подобар човек, можеби пред се? Една реченица што ти често ја кажуваше, мислам дека се уште ја кажуваш во Джентлмен магазин, еве сега ќе ја повторам, а тоа е дека облеката, односно стилот е начин да се изразиш и без да проговориш. Стилот е една комплексна работа, стилот е еден начин на живот, стилот не е само начинот на облекување. Стилот е начинот на говорење, начинот на држење на телото, разговарањето со другите луѓе, односот почита кон самиот живот, негувањето на љубов и така натаму. Се што имате зборувано во овие 100 емисии, односно 108, нели? Кажав дека знам точно. Тоа е нешто кое што човекот, ако сака да го научи, ќе го научи. Животот е комплексна работа, да се живее животот навистина бара одредена доза на храброст и бара многу образование. Сите ние, никој од нас не се роди лучен, ниту паметен, ниту джентлмен, ниту со манири, ниту така натаму. Тоа почнува од најран процес, односно од домашното воспитување, како дома ќе те подковаат, но и дома да не те подковаат доволно, кога ќе станеш ти доволно свесен и совесен за себе си и за околината, можеш да вложуваш во себе си и да учиш. Тоа почнав јас да го правам. Вашата емисија ме поттикна пред 2,5 години, јас почнав да го правам тоа, да вложувам многу повеќе од што вложував во себе си и да стигнам до каде што сум денес. Ти благодарам за комплиментите, да. Еве, со самото тоа што сум јас вака облечен, тоа не ме прави мене поголем джентлмен него што сум, но според мојата облека јас давам почит кон тебе и кон вашата емисија и кон луѓето што ќе ја гледаат оваа емисија. Значи се потрудив, го однесов оделото на хемиско, гледав да биде испеглано, средено, што со што да искомбинирам за да личам на еден господин кој што е достоен за вашата емисија. Гледав да најдам да набавам добар часовник кој што ќе ми одговара со овој аутфит, да ги средам своите кондури, да ја средам својата фризура, својата брада и така натаму, да оддавам еден почит за тоа што вие се трудите и да го направите. И што е најбитно, да направам внатрешна хигиена, не само надворешна, да прочитам дел од една убава или од убава книга, да спремам неколку мудри мисли, затоа што вие тоа го правите во вашата емисија и да пробаме да ги поттикнеме и другите гледачи, не само мене како гостин, да ги поттикнеме и другите гледачи да се образуваат на секое поле од животот. Така да ти благодарам. Се извини, толку убаво раскажуваш за себе, тоа звучи како бајка за деца. Навистина, што кажа ти на почетокот, мислев дека нарцисот е цвеќе, а не е човек. Добро, значи се договоривме дека ќе ги закупаме, поготово кога ги читаат мајките, нема ништо лошо, веруе ми, нема ништо лошо. Не можам уствари, извини, не можам, а да не забележам, можев, ама нема да можам. Морам да забележам дека од првиот наш така наречен face to face овие интервјуа, дека косата навистина ти пораснала и дека шишката почнува полека да ти паѓа. И од таа страна, како што седиш, патецот ти е фантастичен. Што се случува со твојата фризура и со твојот изглед, нешто си ми многу разубавен. Дали ова се должи на тие банани што ги јадеше, знам дека имаш прилепско потекло и дека бананите придонесуваат за развој, дали од бананите ти порасна косата или? Цинизмот е одлика на голема интелигенција, Жере, така да ќе ти дадам почит за тоа. Тоа со бананите беше во моето минато интервју, нели, кога се случи тоа што се случи, но школото за джентлмени и трасирањето на патот за джентлмените мене ме научи да не реагирам бурно кога те провоцираат, така да ти благодарам за фризурата. Да, тогаш нема фризура, сега имам фризура и ја негувам доволно добро за да
бидам джентлмен онака како што вие барате и како што се доликува и тоа како што светот тоа го наложува. Не ги измисливте вие джентлмените, вие само ги поттикнувате луѓето, им давате еден правец да бидат тоа што се, така да мојата фризура да решив да ја негувам и да ја пуштам малце подолга. Дали се должи тоа на бананите или не, не знам, тоа можеби се должи на здравиот начин на живот. Односно на физичката и менталната активност што гледам да ја негувам секојдневно, затоа што нели тоа е еден процес кој што пред се ти прави да бидеш подобар, поубав човек, ти го забавува старењето, односно те подмладува, ти ги лачи сите тие хормони што треба да бидат излачени и просто ти дава поголем и мајмунот во себе. Поголемо количество на љубов. Извини, добро, извини. Ти да бидеш подобар човек и да ги направиш тие околу тебе подобри. Така да јадам банани, не дека не јадам, но тоа само ми помага да не заборавам од каде сум, затоа што рекол еден старец во еден манастир, човекот што заборава од каде доаѓа, тој никогаш немал ни дом. Така да мило ми е што ете Прилеп го поврзуваат со бананите. Јас не заборавам од каде сум и колку и далеку да стигнам некаде во животот, сите имаме своји визии, секогаш ќе се навраќам назад за да знам од каде ми се корените, односно каде сум ја изел првата банана. Така да, Жаре, да, ете, водам грижа, па дури и за фризурата сега. А тогаш не, пред 2 години. Добро, добро. Види, што би рекол продуцентот на нашата емисија, не сме на исто ниво, но односно не бевме на исто ниво, сега ни се изедначија нивоата и можеме да се избориме и да си правиме муабет онака како што доликува. Ќе се вратам на сериозниот дел од емисијата, а тоа е која ти е најдобрата лекција што успеа да ја научиш од Джентлмен магазин? Не би можел искрено не би можел да одвојам конкретна лекција затоа што тоа беа 108 лекции од 108 различни луѓе, 108 различни животни приказни. Секој човек поинаку се борел за да стигне таму каде што стигнал, без при тоа да не направи штета позади себе. Можда ете тоа е како најдобра лекција, да не ги заборавиме луѓето што ќе ги сретнеме одејки нагоре, затоа што тоа таму ќе бидат истите луѓе кога ќе слегуваме надолу. Треба да оставиме лице за се понатаму во животот и тоа е едно што ти секогаш го кажуваш, односно што тебе ти го кажувал татко ти, а тоа е дека без ризик нема награда. Односно голем ризик, голема награда. Така да треба да се ризикува, ризикот е многу интересна работа во животот, но и секогаш треба да бидеме спремни за успех. А ако ме прашаш што е успех, ќе ти кажам дека успехот е кога подготовката ќе сретне приликата. Значи, тоа ми остава голем впечаток во вашата емисија, што сите луѓе работат на себе си да бидат доволно спремни кога еден ден ќе им се укаже прилика, тие да ја зграпчат. Ете, тоа е успех и така се станува успешен човек. Така да можеби лекциите за успехот се едни од најголемите лекции што ги научив гледајќи ја твојата емисија. Добро, одлично кажано и добро научено. Како да го имаш напишано негдева, па така некако ми кажуваш работи, но не е тоа важно дали ти се спремни одговорите или не. Важно е дека што викаш ти се извинувам, шоу бизнисот е шоу бизнис и на гледачите треба да им сервираме добра лекција. Имаше муабети што слушнав од луѓе дека ме начека по улица по Скопје и вика го гледавме Жаре глумецот на настанот Мажи на годината, беше многу добар во водењето, таму го водеше настанот. Викам, сте се препознале, јас го водев настанот. Така да викам, не го водеше Жаре настанот. Што мислиш, добро ли е тоа што не мешаат, дека ти си го водел настанот, а не јас? Не само што бев таму, јас ја водев таа манифестација, односно го водев тој настан Мажи на годината. Точно, јубилеј. Јас бев водителот. И јас го водев настан. Не знам зашто мислиш дека ти си бил водителот на Джентлмен магазин на сцена. На Мажи на годината. Дека сакам да бидам водител и на Джентлмен, па малку се бунам. Јас бев да не носеше ти плава перика, да не беше Мија тоа, не знам јас. Може би ме смеша со колешката Мија, може би мислиш дека сум глумец па сум ставил перика. Не, јас бев таму. Јас го водев настанот, јас пеев, јас. Што се случуваше, ајде кажи ми неколку работи ако ти го водеше настанот? Не знам што да ти кажам друго, јас бев таму. Да. Сакаш да ти кажам работи што се случувале? Добро, ти кажам. Значи, доделивме многу награди. Таму имаше луѓе кои што продефилира од типот на грандиозниот Симон Трпчевски,
Игор Джамбазов, имаше млади луѓе кои што се веќе во подем, истакнати луѓе како Аце Миленковски, и да не ги редам сите затоа што беа многу. Джет сетот што беше присутен таму, тоа се луѓе и джентлмени во подем, тоа е еден настан кој што навистина ја подига свеста за мажите во Македонија, ги наградува сите оние кои што придонеле во претходната година па да бидат наградени оваа година, така да јас бев таму. Се надам дека ова ќе допре до нашата публика, но еве јас ќе открием една тајна, знам, еве ќе кажам, тој го водеше настанот Мажи на годината, затоа што да го водев јас никогаш немаше да направам гаф и да ги излажам луѓето на пола вечер дека има кетеринг ставено, да одат да јадат и публиката излезе и немаше јадење. Така да овој Жаре никогаш не би го направил тоа, јас се извинувам, така ти благодарам. Тој гаф што го направив, тоа не беше гаф, него тоа беше нешто што го направив јас во мој стил, затоа што можеби тој Жаре не, ама овој Жаре прави работи кои што мисли дека се добри и кои што ги прави спонтани работите да бидат убави и смешни. И јас не алудирав на тоа да одат да јадат луѓето, него кажав дека воздржете се, ќе има кетеринг понатаму, тоа што луѓето дошле гладни, тоа си е нивни проблем и во тоа не навлегувам. Така да јас бев таму и ти благодарам што конечно призна дека јас сум единствениот водител на манифестацијата Мажи на годината од машки пол, а тука е секогаш нели мојата колешка Мија Костова, која што навистина ги избогатува сите тие мои водења и видувања на самиот тој настан. 1-0 за мене, фала. Ајде вака, не кажав дека нема да дозволам овој пат да ме испровоцира затоа што навистина се стигнат джентлмен и јас сум джентлмен стигнат. Да, тоа затоа не ти не го поставив тебе. Да. Така е, вистинскиот джентлмен никогаш не повишува тон. И баш ми е драго. Ги знаеш сите работи, знаеш се што се случувало во изминативе емисии, навистина го трасираш патот онака како што треба. За крај не те држам многу затоа што знам дека имаш милион обврски и можам и да ти честитам. Еве официјално разбрав дека имаш добиено нова улога во соседна Србија во серија, ќе ти честитам и за тоа, ќе ти посакам среќен пат натаму, знам дека брзаш. Само кажи ми што најмногу ти остави впечаток во Джентлмен магазин? Дали разговорот со гостите, дали тоа истражување додека се спремаше Джентлмен магазин, што најмногу тебе ти остави впечаток? Сега те прашувам како човек од трета страна, кога ти би бил водителот на Джентлмен магазин, да се ставиш во моја позиција, што најмногу ти остави впечаток? Организацијата, прашањата, пишувањето на сценарија. Те молам некако одвои нешто, по што најмногу ќе ги паметиш овие 2 сезони? Па вака, затоа што ги постави работите како јас да сум бил водителот на Джентлмен магазин, ќе влезам во таа улога сега, како јас да сум ти. И ќе кажам дека додека го спремавме Джентлмен магазин, самиот процес ми беше убав. Тоа го зборувам и во театар. Процесот е она што за кое што ние живееме. Самото снимање од кога ќе се каже акција, тоа е веќе станува рутина и да, разговорот со гостинот секогаш убав, но самото тоа спремање, истражувањето, дружбите со луѓето таму, со екипата позади камери, без која што оваа емисија немаше да биде ништо друго освен мое зборување на телевизија. Сите дружби со продуцентите, дружбата, пријателството што го стекнав со сите луѓе таму, да не именувам никој посебно, сите камермани, а не можам да не именувам, значи дружбите со Мартин, објаснувањата со Сладјан, снимањата со Новица, зафрканциите со Ѓурак, разбирањата згодите и незгоди со нашиот единствен монтажер Аце, сите тие повици со Марко, дружбите со Радмила, кафињата со Емилија и така натаму, многу луѓе, многу процес, многу забава, многу љубов и затоа се надевам дека оваа емисија, да не звучам тажно, ќе продолжи, ќе стане и трета сезона на Джентлмен магазин, каде што ти како што ме праша, се гледам дека ќе бидам водител на Джентлмен магазин трета сезона и мислам дека тоа ќе го извозам онака како што го правеше ти, можда и малце подобро. Така да не би можел да одвојам што точно ми беше убаво додека ги снимавме овие 2 сезони на Джентлмен магазин, можам да кажам само дека тоа ми стана еден начин на живот, тоа ми влезе во животот, луѓето веќе не ми се обраќаат само и глумецот, ово неве го и джентлменот, така да сите тие работи, сите тие титули, сите тие улоги во кои што се гледав, додека бе водител на Джентлмен магазин, сите познанства што ги добив со луѓето, се за мене една огромна лекција што само ме мотивира да продолжиме понатаму, да имаме трета сезона Джентлмен магазин, затоа што тоа народот на Република Македонија го сака и го обожава и ние сме должни тоа да им го дадеме.
Тоа е тоа од прилика некако да ти го Знаеш одговорам како ова викаат, прашање. секој потенцијал треба малце да се поттурне, па еве, ти посакувам успех за трета сезона, ти да ја водиш, затоа, еве, ќе ти кажам и ќе ти дадам за слобода, повели, одјави ја емисијата онака како што ти мислиш дека треба да биде одјавена последната емисија на втората сезона од Gentleman Magazine. Повели, жаре. Ти благодарам за честа, ќе пробам да го направам тоа најдобро што можам. Ајде, повели. Пред да кажам одјавата, сакам да го направам тоа во твој стил, односно, затоа што мене ми е дадена палката, сакам да споделиме една мисла која што ќе се испише на екраните, затоа што Gentleman Magazine тоа го правеше совршено. Се е во мудроста кажано од порано, така да ќе предложам да видиме една мисла, па потоа ќе ја направам одјавата. Може? Знам дека очекувавте да ги видите 5 работи без кои што не можат моите досегашни гости, но ако можеа тие, зошто да не можам јас во својата емисија да си ги кажам 5 работи без кои што не можам јас. Тоа би биле кросфит, љубов со мојата сопруга, дружба со моето кученце, подарени насмевки и љубов во текот на денот и добар сон. Ето, тоа сум јас. The girls are dancing to the music, shaking their booties, shaking their hair, and they all are laughing and singing, all are having fun. Одлична одбрана мисла за крај на втора сезона. Така да јас пак ќе го завршам тоа во некој таков стил. Продолжете да бидете джентлмени, продолжете да го трасирате патот на джентлменството онака како што тоа беше наложено досега. Не трчајте по резултати, веруете на процесот. Останете джентлмени и гледајте Gentleman Magazine на македонската телевизија. Еднаш Gentleman Magazine, трет пат Gentleman Magazine. Се гледаме наскоро.